Почитувани гледачи, добро вечер. Емисија Визави на програмата на канал Вис очи во очи со првиот човек на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупче Николовски. Министре Николовски, добро вечер, добре додовте во емисијата во очи на програмата на канал Вис. Како сте? Добро вечер, поздрав до гледачите на ВИС и благодарам за поканата и можноста да поразговараме околу сите политики и актуални прашања во секторот. Со оглед дека Струмица и Југоистокот еден од најземјоделските региони во Македонија, претпоставам дека политиките кои што ги планира Министерството ќе бидат интересни да се слушнат и да знаат земјоделците што се планира ресорното министерство и она кои се активни мерки кои што во моментов ги реализирате. Освен дека сме реноградинарски регион, дефинитивно тутунот некако се враќа и на површините, земјоделските површини, а вие неодамна најавивте дека се зголемуваат субвенциите за тутунарите, 80 денари, ако не се лажам, за прва класа, 70 за втора класа и останатите по 60 денари. Но она што ги интересира тутунарите, кога ќе почне исплатата на овие зголемени субвенции, дали истите субвенции ќе важат за реколтата 2017? Добро, ова е еден пакет од мерките кои што владата на самиот почеток после сите анализи ги направивме и ги донесовме. Бевме фокусирани на новиот закон за тутун и тутунски производи, тоа го правиме од 1 јуни, од самиот почеток на мандатот и јас сум среќен што работната група заврши со сите подготовки. Предлог законот за тутун и тутунски производи, сосема нов закон, ќе биде поставен на системот ЕНАР за да може да ги дадат и граѓаните своите коментари, забелешки, сите засегнати страни. Направивме многу средби и со Стопанската комора, со здруженијата во целиот овој период и тоа е еден сегмент на кој што бевме фокусирани и ќе има доста новитети во овој дел. Пример ќе посочам само укинувањето на евидентните листови, односно вклучувањето на директно договорите со откупувачите, да се избегнат одредени административни процедури кои што ја отежнуваат целата постапка на земјоделците. Тоа е едната работа. Втората работа е што продолживме интензивно со комуникација и координација и со здруженијата и со комората, со откупувачите, со тутунската индустрија во делот на можното укинување на четвртата класа и тоа е тема која што понатаму исто така ќе ја дискутираме, ќе наоѓаме начин како да ја регулираме. Оваа година имавме исклучително значајна година со високо квалитетен тутун, откупот е пред крај, се работи за над 23.000 семејства кои што екзистираат од оваа дејност. Го следевме заедно со премиерот целокупниот процес на откуп кој што се одвиваше и достигна оваа година историски највисока просечна цена тутунот, тоа е 217,5 денари. Може да посочам дека и Државниот земјоделски инспекторат и се ја заврши, но и ќе продолжи во наредниот период, особено заради тоа што сега се наоѓаме пред една нова сезона на склучување на договори. Пред 2 дена имавме средби со тутунопроизводителите во Прилеп, каде што исто така ги предискутиравме сите овие можности и перспективи. Станува збор за една значајна гранка која што обезбедува, како што кажав, екзистенција за над 23.000 семејства, која што обезбедува прилив на над 100 милиони евра девизи во Република Македонија, извозно ориентирана земјоделска култура и затоа во делот на нашите политики од тука започнавме со постепена промена на моделите на субвенционирање на целокупното земјоделство, односно субвенционирање базирано на квалитет. Сметаме дека треба да го мотивираме квалитетното производство, не само по површини, не само по количество, туку да се произведува високо квалитетен тутун и затоа даваме поголема поддршка, односно воведуваме нов систем на субвенционирање во 3 нивоа. Првото ниво од 80 денари, второто ниво од 70 денари и третото ниво од 60 денари, кое што се однесува за трета и четврта класа. Со тоа стимулираме производство, фокус на тутунопроизводителите на вистина да произведуваат високо квалитетен тутун. Според податоците од оваа година, само 34.000 килограми се од четврта класа и на вистина имавме и временските прилики тоа го дозволија да имаме добра година во делот на тутунот. Се надевам исто така и оваа година дека ќе се повтори и воведовме, односно со промената на политиката на уредбата се воведе да ова нова зголемен начин, новиот начин на субвенционирање на тутунот да важи за реколтата 2017 година, која што е пред сам крај на завршување на откупот. Исплатата на средствата ќе биде
значи за поновиот систем за реколтата 2017 година. Тоа значи оваа Значи година за минатогодишното производство. за минатогодишното производство. Законски мислам дека рокот на откупот на тутунот се уште не е завршен, но кога ќе се пристапи кон исплата на овие субвенции, ајде да кажам зголемени? Дали Не можам точно да кажам, треба да заврши откупот, да ги сублимираме сите информации. Она на кое што ние се насочуваме, кое што сметам дека е една од најбитните промени е редовната исплата на субвенциите. Затековме состојба на неисплатени субвенции од неколку поред години. И имаме примери да субвенциите од една година се исплатени во наредните 5 години. Ние првото прашање кое што го решаваме е токму навремената исплата на субвенциите и затоа исплативме над 110 милиони евра субвенции за претходната година и за некои од претходните 2014-15 формиравме комисија за решавање на спорните предмети. Сакаме да рачистиме со заостанатата исплата на субвенции и таа да биде редовна. Од 1 јануари до денес се исплатени околу 25 милиони евра субвенции по програмата од 2017 година и ние ќе се трудиме ова да биде прва година во која што, како што тоа го направивме сега и за лозарите. Значи тоа е промена на роковите во однос на Тоа е претходните. промена на роковите и држање до календарот по кој што треба да работиме. Едно од нашите клучни ветувања пред граѓаните беше дека точно ќе се држиме до календарот. Кога треба на поледелците, кога на тутунарите, кога на лозарите, кога на овоштарите, тогаш кога влегуваат во нова сезона, кога им се потребни средства за repроматеријали, за семења, за ѓубриво, за заштитни средства, за препарати, за инвестиции, тогаш да ги добиваат средствата, заради тоа што тогаш имат и влијание субвенциите, тогаш се поддршка на доходот на самите земјоделски стопанства и затоа еве пред самата сезона ги исплативме околу 530 милиони денари се исплатија на лозарите навремено. Така. Тогаш кога се потребни, ние ќе се трудиме да го запазиме законскиот рок од 30 јуни и јас ќе бидам среќен доколку оваа година со целиот напор кој што го имавме, а да не се подсетуваме на сите обструкции и блокади кои што ги имавме од јуни, јули, август, од платежната агенција и од останатите институции преку други административни пречки кои што беа направени се со цел да задоцни исплатата на субвенции, а да се подсетиме дека минатата година поради политичката криза и сите состојби многу доцна беше и пријавувањето за субвенции во страна на подрачните единици и мислам дека ќе имаме разбирање од страна на граѓаните дека ние оваа година една од клучните работи е да го стабилизираме исплаќањето на субвенциите, затоа се надевам дека сето тоа ќе биде во законски најголем дел од субвенциите ќе се исплатят во законски предвидениот рок, имајќи во предвид дека повторно имаме огромни долгови, односно пренос на во оваа година на заостанати исплати на субвенции кои што не биле извршени од претходните години или субвенции за кои што имат судски постапки. Кои што ќе морате да бидат исплатени. Министер, само да прецизираме, до 30 јуни, кога е оној законски рок за исплата на субвенциите, да не навлегуваме за останатите години, иако нели ви се провлекуваат, имате и судски решенија, односно некои ве тужат или пак не исплатени. Можно ли да бидат исплатени сите субвенции од 2017? Заклучно со 30 јуни 2018. Ние правиме се да тоа го направиме во законскиот рок и затоа да потенцирам дека како што во претходните 2 дена исплатјавме за сточарство, во текот на само еден податок. Во текот на јануари не беше возможена исплата на субвенции поради носењето на буџетот, на програмите, на уредбите и заради тоа што од Министерството за финансии не беше тоа возможно, мислам не ни може да биде возможено до 20 јануари поради новиот трезор и новите нивни постапки. Значи ние за некој еден месец исплатени околу 20 милиони евра субвенции, тоа ја покажува нашата определба дека навистина сакаме тоа да го забрзаме. Но друго е прашањето и на административниот капацитет во платежната агенција, која што е оставена во една таква состојба и се надевам дека ќе разговараме и за ИПАРД програмите за капацитетот на платежната, особено една од клучните теми, треба да бидат изготвени решенијата. Кажав дека многу доцна беше пријавувањето за субвенции, капацитетот е намален на самата агенција, треба да се искреираат решенијата, но и покрај сите тие работи и потешкоти, јас сум убеден дека
би рекол 90% од субвенциите дека ќе бидат исплатени по законскиот рок, за да представуваат вистинска поддршка на земјоделските стопанства. Остануваме уште неколку минути со субвенциите. Се појавува една дилема за и околу моделите и начинот на распределба на субвенциите. Едни тврдат дека е подобро да остане овој модел по пријавена земјоделска површина, други пак тврдат дека треба да се дават субвенции по предадено количество кои трговци и откупувачи. Може ли се промена на моделите за 2018, бидејќи наскоро ќе почне повикот за аплицирање на средства, може ли се промени во моделите, начините и пак воведување на некои нови реколти кои што ќе бидат субвенционирани во програмата за ова 2018 година, министре? Добро, ние ќе одиме редоследно со сите работи. Првин тргнавме дека не може повеќе да се исплатат субвенции за полжави или за некои други, не знам, какви поддршки кои што беа измислени се со цел да една фирма добие 1 милион евра за субвенции. Втората работа, која што сметам дека е битна да се потенцира, е што од оваа година ги ограничуваме субвенциите на 300.000 евра. Ние разговаравме со Светска банка и ние правиме на неколку фронта работиме во моментот. Со Светска банка правиме детална анализа на импактот на субвенциите кои што го имаат. И ние се додека ја немаме оваа анализа детална од Светска банка, побаравме средства од делегацијата на Европската унија, ги добивме средствата, тие ги ангажираат Светска банка, ние ќе ја сочекаме оваа анализа за да знаеме во кој правец треба да се насочиме. Но паралелно разговараме со сите засегнати страни за нивните насоки кои што се. И тоа се особено дека треба да се лимитира износот на субвенции. Не може една компанија да добива во државата 1,5 милион евра субвенции. Тоа што беше случај во претходните години. Добиваат тешки пари. Така. Ние веќе ги ограничивме. Уште оваа година ограничени се субвенциите на 300.000 евра и тука ослободуваме средства, односно започнуваме со ставање на редот во субвенционирањето. Тоа е една проблематика. Втората или неколку теми натаму имаме во самата промена. Не можеме целосно да преминеме во друг начин на субвенционирање, заради тоа што и процедурите се изградени, заради тоа што институциите се така поставени, заради тоа што и заедничката европска политика на Европска унија е базирана на поддршка на земјоделството по површина, заради тоа што целта е зголемување на обработливите површини и сметам дека исто така за тоа ќе стане збор, заради тоа што земјишната политика е еден од нашите и моите и на владата приоритети на кои што сме насочени. Но секако дека ја зголемуваме, ја даваме поддршката по квалитет. Ова што го најавивме кај тутунот, можем тука и ексклузивно да кажем дека ќе го правиме со млекото. Без разлика колку и тоа да е популарно или не, ќе се фокусираме оваа година на изградба на системите во институциите за субвенционирање на млекото по класи. И некоја ќе се субвенционира многу помалку, но ние мора да мотивираме производство на млеко, односно по ЕУ регулатива и стандарди. И затоа и кај тутунот, и кај млекото, и кај многу други категории, каде што се дава поддршката и по предаден производ, ќе бараме квалитетно производство, а на тоа се надоврзува и една од клучните теми и клучните реформи кои што ќе реализираме оваа година. И се надевам дека до јуни ќе влезе во собраниска процедура, тоа е новиот земјоделски советодавен систем. Како да ги поддржиме земјоделците да произведуваат квалитетно производство и како да произведуваме производи кои што се барани на светските пазари. Паралелно имаме и друга агенда на средби со меѓународни партнери, со останатите министри, се со цел да обезбедиме и пласман на производите. Но кога се вратиме дома, ние мора да имаме и доволно по вид, и по количество, и по квалитет производство за кое што бараме извоз надворот од Македонија. Секако дека во текот на годината ќе имаме и нови модели, се до почетокот на аплицирањето на субвенциите, јавноста ќе информираме за сите нови политики во делот на овие можни промени во делот на субвенционирањето, само да потенцирам дека генерално тука она што денес можам да го кажам, дека клучна поддршка Министерството и владата ќе даде на најразвиените категории, значи имаме премногу раситнати
нашето земјоделство, тоа го покажуваат податоците и затоа мора да се фокусираме на групата која што е најдобра и најприфатлива за инвестиции, односно пример како што е кај лозарството, ќе ги поддржиме од 1 сите земјоделски стопанства кои што имат лозови насади од 1 до 10 хектари да имат дополнителен мотив и стимул за да преминат во една погорна категорија. Значи, ќе ставаме и ред во субвенционирањето, но и ќе ја даваме поддршката на категоријата на земјоделски стопанства кој што е потенцијалот за развој на земјоделството. Предпоставам дека овие се модели кои што ќе бидат дел од долгорочната стратегија за подобрување на агрокомплексот. Кога сме кај субвенциите, министре, кога велите ќе ставиме ред, значи тоа дека треба да бидат и засилени контролите. Често пати досега слушавме дека имаме манипулација околу субвенционирањето, незасејани површини пак се зема субвенции. Дали ќе бидат засилени од страна на Министерството за земјоделство контролите на терен, она кои што меѓу земјоделците се знаат дека едни земаат субвенции, а воопшто на своите обработливи површини немаат засадено? Апсолутно, ред треба да се стави во се работи за исклучително комплексна материја и затоа мислам дека ќе се има разбирање и ја од тука ќе почнем, ако ми дозволите, пример од една работа на која што сме фокусирани, тоа е земјишната политика. Ние ветивме пред граѓаните дека ќе направиме ревизија и отстапки од таа работа нема. Сите ги мотивираме буквално да отворивме и кол центар, да ги достават податоците, информациите, да следиме и да бидат тие таа ревизија да се спроведува. Започнавме со ревизија на неколку огласи и на јавноста ќе соопштиме тоа што е констатирано. Веќе министерството има покренато низа на тужби за раскинување на договорите. Извинете, министре, зел земјиште под концесија, но не го обработува. Апсолутно, а добива субвенции или пак го зел на незаконски начин или во соодветни пропусти во самата. Значи веќе се констатирани недоследности во таа или е дадено во подзакуп што не сме да исто така да се направи. Ние веќе раскинавме договор за 700 хектари земјоделска земја. Меѓутоа, тоа мораме да го правиме институционално, заради тоа што анализиравме и еден друг аспект. Во низа многу други на случаи во претходниот период кога на некој начин се сакало да се раскинат одредени договори, подоцна странките поднесуваат тужба, ги добиваат судските спорови и Министерството и државата плаќа пенали многу повеќе, а земјиштето останува необработено. И затоа сега сакаме тоа да го навистина, каде што ги имаме сите работи проверено, каде што и внатрешната ревизија и сите институции кои што се вклучени, гледате дека во овој дел се вклучени и обвинителството, и Министерството за внатрешни работи, особено во делот на нашето министерство, каде што се констатирани самите неправилности. Но станува збор за еден поширок спектар на работи, а друга е земјишната политика и нашиот фокус на земјишната политика, што сметам дека исто така Во тој контекст, предпоставам дека сте ги слушнали реакциите од земјоделците, дека земјиштето се издава претежно на земјоделски стопанства, односно правни субјекти кои што имаат поголеми капацитети. Дали вака размислувате, министре, да имаат предност на некој начин овие индивидуални земјоделци кои што сакаат да обработуваат земјоделско земјиште, да им се отвора можност или пак законската регулатива важи за сите да аплицираат кога станува. Мислам дека и веќе објавивте повик за доделување на ново државно земјиште, земјоделско земјиште. И во Струмица мислам дека повикот има одредени парцели. Да, објавивме во 10 општини во државата. Еве кога сме веќе кај таа тема. Она што го затековме во министерството е вкупниот број на договори кои што ги има подпишано Министерството за закуп на земјоделско земјиште ги нема на едно место. Ги нема во еден компјутер, ги нема во една база, ги нема во еден Excel документ, на пример. И тоа е сериозен пропуст на функционирањето на институциите во овие години. Туку договорите се во подрачните единици на секаде и ги нема сублимирано на едно место и не се знае што е издадено, а што не е издадено земјиште. Уочивме една катастрофална грешка или пропуст да Министерството не беше поврзано со Агенцијата за катастар на недвижности. Па со кого треба да биде поврзано Министерството за да имаме како ќе ги градиме наредните политики ако ги немаме сите анализи или сите податоци на едно место. Се поврзавме, склучивме договор со Агенцијата за катастар, сите подрачни околу 40 на Министерството ги поврзавме со токени со катастарот, ги обучивме и ги обучуваме и сега во периодот
ги внесуваат сите договори за земјоделско земјиште кои што се склучени на едно место. На основа на овие изместени политики во претходниот период, од тука произлегуваше слободата на одредени подрачни единици или раководители кои што се представуваа како големи моќници на локално ниво, да они по нивна волја дадат на некого земја или не дадат, или не ги пријавуваат во Министерството дека се слободни, за да не се дадат на оглас, а за да кажат на некого да ја обработува и без да плаќа концесија. Ние поднесовме над 200 тужби за неплаќање на концесии. Дури немаше ни евиденција синхронизирана кој плаќа, кој не плаќа концесии. Затоа сега правиме со помош и на Европската унија еден унифициран систем, интегриран систем за управување со земјоделското земјиште. И во периодот може да најаваме, граѓаните треба да знаат дека ќе распишеме голем број на огласи. Заради тоа што први дојдовме до информациите, податоците за слободната земјоделска земја и таа ќе ја ставиме на располагање. Зашто една од нашите клучни цели е како да го стимулираме ова. Дури во текот на годината ќе стимулираме и да земјиште кое што сега не е обработливо, како да го трансферираме, како да го трансформираме во земјиште кое што е обработливо и кое што може да се даде. И тука ќе ги зголемиме поддршката за 65% се со цел да го ставиме во функција целокупното земјиште. Ќе распишеме низа на огласи, но при тоа го имаме во предвид она што се потреби на граѓаните. Како пример ќе ја дадам Џумајлија, која што ќе распишеме во следната недела. Владата не задолжи во овој дел и Џумајлија нема да биде распишана како еден блок од, 1500 хектари, туку комунициравме активно со градоначалниците од регионот, со земјоделските здруженија, ги проценивме нивните потреби, колку од овие површини е битна за нив, за да дојдат до парче земја, за да може да работат. И на основа на тоа формиравме други 8 блокови како различни целини кои што исто така ќе бидат објавени. Но до 30 мај ќе објавуваме постојано поголем број на огласи низ целата држава. Од 1 јуни веќе ќе стапи на сила овој унифициран интегриран систем на земјоделско управување со земјоделско земјиште. На едно место ќе ги имаме буквално прегледот на кое е вкупното земјоделско земјиште, кое е дадено под концесија, ќе биде поврзан овој систем со Министерството за финансии за да следиме плаќањето на концесиите и ќе биде ставено во функција поврзано и со платежната агенција за да може да се следи исплата на субвенции. И во тој дел ќе идеме уште понапред, но сметам дека доволно е само да се објави дека Министерството и владата сериозно размислува за почеток на процесот на продажба на земјоделско земјиште, кој што веќе е започнал. Донесовме методологија за продажба на земјоделското земјиште под оранжери и земјоделски стопанства, но размислуваме во насока на моделирање на законот за продажба на земјоделско земјиште како една од исто новите реформи кои што ќе следат во наредниот период. Претпоставувам дека до тој период ќе имате увид на сите слободни земјишни парцели, но и можно е да бидат раскинати договори со оние концесионери кои што не го испочитувале договорот. Апсолутно, ревизијата на земјоделското земјиште ќе биде засилена и таа ќе продолжи. Ние ги охрабруваме сите граѓани да ги дадат своите податоци. Ние го завршивме во текот на месец јули и август авионското снимање и имаме почвената карта. Инспекторатот засилено работи на терен и секојдневно се утврдуваат нови случаи на злоупотреба на земјоделско земјиште и тие активности паралелно во наредниот период ќе продолжат. Така. Почитувани гледачи, вие следите емисијата Визави на програмата на канал ВИС. Наш и ваш гостин е првиот човек на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупче Николовски. Господине Николовски, продолжуваме понатамо. Рековме дека сме раноградинарски регион. Неодамна кога бевте овде во Струмица за рамките на проектот управување на сливот на реката Струмица, спомнавте дека констатирани се отстапки од квалитетот на вештачките ѓубрева, при што се повлечени 96 или 97 решенија. Ова ги затекна многу лошо земјоделците, бидејќи во двоумица се. Какво ѓубриво досега користеле? Како ресорно министерство преку инспекторатот ќе имали санкции за тие што дозволиле или увезувале или планирате ли понатаму контрола на сите репроматеријали, бидејќи се вртат огромни пари во тој сектор, а земјоделците не чувствуваат некоја заштита институционална во делот на квалитетот на она што го користат како репроматеријал во самото земјоделско производство.
Апсолутно. Ова е една од темите за кои што навистина во претходниот период бев убеден и уверен дека навистина има соодветни големи пропусти во овој дел и навистина како министерство покрај сите други работи се сложивме да започнеме едни такви активности со инспекцијскиот надзор кој што е извршен врз основа на законот за квалитет и безбедност на ѓубрива. Овие се контроли кои што се направени за 2016 година, а продолжуваме со контроли кои што се и во 2015 година. Надлежен орган исто за оваа работа е Државниот инспекторат за земјоделство и таму се пропишани сите процедури и неминовно е дека во 96 случаи имаме отстапки кај ѓубривата кои што не се усогласени со законот. Продолжува ова активност во делот на инспекцијскиот надзор, исто така и во делот на пестицидите и кога ќе ги имаме комплетирано сите податоци, сите информации во најкраток временски период, јавноста ќе биде информирана заради тоа што навистина ова е една од темите и ова е една од причините заради која што многу од земјоделците се жалат дека користат и ѓубрива и пестициди, препарати, а квалитет на производството како министерство ќе ги објавите ли сите тие репроматеријали, тие вештачки ѓубрива за да знаат да не ги купуваат, бидејќи можно е во прометот повторно да се појават? Апсолутно, ние ќе ги соопштиме сите детали кога ќе ги имаме завршено сите активности, јавноста има право и тоа е наша обврска да ги има сите податоци и информации. На удар ќе бидат и оние пестициди кои што рековте, фунгициди и оние претпоставам не само вештачките ѓубрива. Да, за квалитетот. Добро, министре, она што и таа постапка е во тек. Да. Струмичките земјоделци што најмногу ги мачи, верувам дека го знаете, тоа е откупот и пласманот на раноградинарското производство. Постојано сме сведоци дека има незадоволство, што од ниските цени, што од немањето пласман. Како министерство, иако е пазарна економија, како министерство планирате ли со некои мерки, со некои активности да се реши овој проблем? Реков, пазарна економија, но министерството може да лобира за наоѓање на пазари, да склучува договори за извоз на одредени култури. Во тој поглед, околу откупната политика кој што ги мачи струмичките раноградинари. Апсолутно, јас како што и потенцирам, ние сме во една интензивна агенда на средби со министрите, со потенцијални партнери надвор од Македонија и да на некој начин да ги решаваме проблемите. Ќе потенцирам само неколку од нив за кои што разговаравме во претходниот период. Македонија беше оваа година соочена со една сериозна бариера во делот повторно на лозарството, ќе кажам, што беше воведен правилник во Хрватска со кој што не беше дозволено, односно беше навистина оттежнат извозот на македонските вина во Хрватска. Се држа на 30 дена, имаше 200 пати поголеми трошоци и тоа беше една нетарифна бариера која што беше сериозна. Во разговори со министерот за земјоделие, со владата на Република Хрватска го надминавме и тој правилник е укинат и тоа е една можност. Со египетскиот министер во Берлин разговаравме за нашите можности за извоз на земјоделски производи во Египет, кои што на наше барање би биле и без царина или со многу ниски давачки и тоа го правиме во секој еден поглед на сите наши средби и сметам дека имаме добар дел добар напредок во овој дел на обезбедување на пласманот, но и треба да имаме задоволувачки квалитетни производи кои што се барани на светските пазари. Во другиот дел сериозно министерството размислува за промени, соодветни промени во Законот за земјоделство и рурален развој, за кратење на одредени рокови за исплата на земјоделското производство. Размислуваме и за како што некои од секторите се навистина под соодветна контрола, дали е лозарство, дали е тутунот и во другите сектори размислуваме да влеземе во еден таков однос да бидат регулирани и раноградинарството, на кое што Светска банка особено става акцент дека треба да се занимаваме сериозно со раноградинарските култури и нашата поддршка во овој дел, заради тоа што тоа е препознатливоста на Македонија, особено и на овој регион. И навистина ќе ја отвориме во текот на наредните месеци и наредниот период и таа дебата за промени во делот на законот, односно поголема сигурност на земјоделците дека навистина откупеното, она што ќе им биде откупено, ќе им биде платено, а не како досега да
постојано губиме енергија, односно трошиме време на регулирање, на гасење на одредени пожари кои што ни случува во претходниот период, а каде што име земена производството од страна на земјоделците, откупено, а меѓутоа парите уште ги нема, има еден куп на такви настани. Но од друга страна, сериозно размислуваме и за докапитализација на Македонската банка за поддршка на развојот. Може да потенцирам дека веќе ги одмрзнавме 600 милиони евра кои што ги има Министерството на своја сметка, а кои што не можеше во претходните 8 години да ги користи, а кои што потекнуваат од јапонскиот компензацијски фонд. Тоа се случи заради тоа што се доделувале трактори, механизација и кредити кои што на крајот одредени субјекти не ги враќале назад, и заради тоа настана состојба во која што не можеа овие средства да бидат користени. Ние развивме интензивна соработка со јапонската влада, со амбасадата, со нивното представништво и во Виена. Имаме постојана комуникација и овие средства од оваа година ќе можеме да ги користиме и ќе изградиме план и стратегија на кој начин тоа ќе го направиме. Отворена е можноста и за поддршка на некој начин на откупувачите и од страна на државата, се со цел да земјоделците што побрзо си ги добијат своите пари, да им бидат исплатени, да не може никој да манипулира со нив, но при тоа ние секако ќе бидеме во овој процес, ќе го водиме тој диалог и помеѓу откупувачите и помеѓу земјоделските производители. Да се навратиме на она што предмалку го кажа, дека сакаме да бидат исплатени земјоделците. Реакција има дека се уште нема исплатено земјоделско производство, што значи дека повторно треба да бидат засилени контролите од страна на инспекторатот, бидејќи како министерство мора вие ќе реагирате, но оној инспекторатот законски е тој кој што треба да влезе кај трговците и откупувачите да утврди дали е исплатено земјоделското производство. Ова го поставам како прашање, министре, бидејќи во Струмица мислам дека 20 или 30 инспектори има. До екипирање планирате ли? Сепак инспекторатот е она клучна алка кој што треба да ги утврди сите недоследности, те во земјишната политика, те во делот на субвенционирањето, те во делот и на ова исплатата на земјоделското производство. Ова го поставам како прашање, планирате ли екипирање на институциите, бидејќи МЗШ доби, ако не се лашам, двојка од земјоделците од тоа од руралната коалиција, кој што направи истражување во текот на последните 2 години. Што планирате ли да екипирате овие институции, да ги поттикнете да бидат поагилни на терен кога станува збор за како институција Министерство за земјоделство, па и сите оние агенции и инспекторати кои што се под ваша капа? Двојката на земјоделците се однесува на еден претходен период и од 2016 до 2013-2016 година и навистина, но тоа е силен сигнал дека треба да се насочиме кон комуникација со самите здруженија, со сите засегнати страни. Ние тоа го правиме постојано. Министерството е отворено за буквално сите здруженија, за сите оние кои што имат потреба и нема ниту едно барање на кое што не сме одговориле за средба, за разговор и за да се слушнат идеите, проблемите, маките и да се наоѓаат решенија. Ние распишавме и оглас за склучување на договори со Министерството за економски и социјални партнери, дали се тоа со сите здруженија, со коморите, со сите, и тоа секојдневно потпишуваме решенија за нови партнери со кои што Министерството останува и навистина кога сте на терен и кога ги слушате проблемите директно од земјоделците, како што тоа денес го направивме и со градоначалникот на општина Струмица и на Струмичко, многу полесно се наоѓаат решенија и се имат во вид сите работи. Ние тој однос ќе продолжиме да го негуваме и да го градиме на еден многу јасен и јавен и транспарентен начин. Ние на веб страната на Министерството објавивме 21 документ буквално за сите работи кои што се во Министерството. Дали се тоа извештаи, политики, дали се финансиски извештаи, буквално сите податоци ги имат и таа комуникација ќе ја продолжиме. Во делот на она што е политика, сето ова измените во делот на Законот за земјоделство и рурален развој и новите инструменти кои што мораме да ги најдеме, дали се тоа банкарски гаранции, дали се тоа некои други инструменти, го работиме заеднички со Државниот земјоделски инспекторат. Ние оваа година не дозволивме да се врши откуп на
од страна на компании кои што не ги исполнуваат условите. Тоа се случи со тутунот, една компанија која што навистина не покажа доказ дека ги има средствата. Јас лично бев вклучен во тој дел и јас сум спремен секогаш со сите да седнеме да разговаравме. Разговаравме и со банката од која што ги обезбедуваат потврдите, документите, и со менаџментот на банката седнав да разговарам, се со цел да најдеме начин дали навистина имаат средства со кои што може да ги исплатат. Констатиравме за жал дека не сме сигурни во тој дел и Државниот земјоделски инспекторат не дозволи на некој начин да се врши откуп. Но од друга страна ја мотивираме конкуренцијата исто кај купувачите. Регистриравме нови компании кои што се дел од регистарот на министерството и за кај кој што се дозволи да се започне со откуп во тутунот или во други производи. Ни се случуваат и во сите други сектори и контролите навистина ќе бидат многу зачестени, многу построги и мора да се прати пораката. Она што зголемувањето на нашата државна поддршка во тутунот, тоа е порака и до откупувачите дека мора да го следат тој тренд на зголемена поддршка и дека никој нема право да манипулира со земјоделците. Ние ќе го следиме, затоа велам дека како што е постапката во делот на откупот на тутунот регулирана со закон, јас ќе бидам среќен да оваа година да успееме да ги регулираме и другите договорни односи на едно повисоко ниво да бидат регулирани, за да и инспекторатот има позасилени ингеренции. Секако дека кога се прашање капацитетите на институциите, тоа е една слаба точка и слаба страна која што ја затекнавме. Затекнавме институции кои што се руинирани, кои што навистина не се целосно функционални. Дали е тоа министерството, дали е инспекторатот, а особено тука е проблем со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, која што навистина е срушен капацитетот. Таму има професионалци, има луѓе кои што се ја знаат својата работа, има луѓе кои што навистина се фокусираа и дадоа максимум во овој период, но таа агенција заради тоа што склучивме договори со агенцијата во Хрватска, добивме силна поддршка од министерот на словенскиот министерот на Република Словенија за земјоделство и потпредседател на влада од делот на поддршката на нашата платежна агенција, и ако ги видите капацитетите и ги споредите или со турската агенција, навистина е занемарлив капацитетот и затоа и не може да ги искористиме средствата од ИПАРД програмите кои што ни стоат на располагање. А најмногу се фокусираме на таа работа. Но навистина огромен е бројот на проблеми кои што ги затекнавме. На почетокот имаше и огромни обструкции, но се обидуваме едно по едно приоритетите да ги решаваме, но проблем се и капацитетите. Јас уште кабинетот во министерството не е заокружен со сите капацитети кои што се потребни или не се направени соодветните измени и промени во самото министерство. Чекавме и законски измени и други можности, но навистина сега сум решен и спремен дека соодветни промени внатре во министерството мора да се направат за да работиме со луѓе во кои што навистина веруваме и за да ги отстраниме пречките кои што постоја и досега внатре во самите институции. За да се врати довербата на земјоделците во земјоделските институции, бидејќи дефинитивно е изгубена. И за да ја носиме целокупната одговорност, јас не можам да кажам дека нас целосно е направен трансфер на власт. После 11 години такви ретроградни процеси внатре во институциите и во министерствата, навистина е потребно и време, но навистина се потребни и похрабри одлуки кои што ќе ги преземеме за да ја носиме и одговорност. Да. Министре, актуелна беше пред нова година кога се зголеми цената на нафтените деривати, односно конкретно од 1 јануари, но што се случува со зелената нафта, докаде е процесот? Вака, неколку крупни работи, може да кажам дека веќе сме на пат да ги реализираме уште на самиот старт од нашата работа. Еве, новите политики во делот на тутунот и во делот на други политики, на развојни мерки кои што ќе бидат воведени, е една работа. Втора работа во делот на ветувањата е укинувањето на персоналниот данок за земјоделците, кој што исто така изнајдовме начин и модел како тоа уште во првата година да го враќаме назад кон земјоделците, но една од клучните мерки и политики на владата е и воведувањето на зелената поевтина нафта како дополнителна поддршка за поевтино и по економично земјоделско производство. Тука ги направивме сите методологии
анализи кои што беа потребни во претходните неколку месеци и ја иницииравме постапката за промена на Законот за земјоделство и рурален развој, кој што сега ќе влезе во владина процедура за воведување на самата мерка зелена нафта за земјоделците. Јас се надам дека овој процес ќе го придвижиме многу побрзо. Беше потребно време да се направат сите калкулации, на која основа тоа ќе се прави, кои се методологиите по кои што ќе се пресметува, и тоа ќе биде и по површина. Значи за да биде озаконето, колку што ве разбрав, да се знае за која површина и за која земјоделска култура, колку е потребно и колкава ќе биде поддршката од државата. Да не се прва злоупотреби, бидејќи можно е. Апсолутно, затоа ќе се очекаме да започнат измените законски, да помине овој измената на законот во парламентот, да биде овозможена мерката и да ги донесеме сите други неопходни. Што значи дека зелена нафта сепак земјоделците ќе добијат, односно поевтина нафта. Апсолутно, ние правиме се да тоа час поскоро се случи. Некако земјоделците тешко користат средства од европските фондови, тоа е факт, дали заради лошо подготвените проекти, дали заради финансиската немоќ. Во тој сегмент, министре, како можеме да ги искористуваме многу повеќе овие пари кои што ги доделува Европската Унија? Апсолутно потенцирав дека еден од проблемите со кои што се соочивме е ниската искористеност на европските фондови, односно на ИПАРД програмите. И тука ќе потенцирам две работи на кои што се битни, на кои што навистина ставив лично акцент и поддршка. Тоа е искористеноста на ИПА проектите и Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и нашиот секторски пристап како земјоделство, рибарство има на крајот на годината, тој министерот Евдовски го потенцираше дека имаме една од најголемата искористеност во овој дел. Заради тоа што да се вратам назад, уште од јуни побаравме поддршка од Европската Унија во процесот на функционална анализа на министерството. Ја добивме. Побаравме поддршка за анализа на субвенциите и нивното влијание на самото производство. Ја добивме и се реализира. Започнавме со еден проект за консолидација и укрупнување на земјоделското земјиште и треба да сме на чисто дека како министерство и влада на вистина ќе притискаме. Веќе се селектирани 12 региони, меѓу кои и Струмичко, во кој што ќе започне спроведувањето на процесот на укрупнување на земјоделското земјиште и тоа е неопходно за да ги користиме исто така и европските фондови и за да започнеме со промена на структурната слика на земјоделските стопанства кои што покажуваат дека е навистина расцепкана. Започнавме со проектот за реонизација и на основа на овој проект ќе знаеме во кој регион кои приоритетни листи на приоритетни култури се и каква ќе биде нашата поддршка. И тоа мора да го добиеме за да ги креираме или за да креираме нови политики на поддршка на земјоделството. Добивме грант од 2 милиони евра за земјоделските задруги. Министерството доби грант за целосна IT опременост и нови возила во делот на контрола на терен на платежната агенција. И многу други проекти кои што ги добивме во овој дел. Но клучна е и искористеноста на ИПАРД фондовите. Затоа неколку пати во Брисел разговарав и тука во Скопје и имаме голема поддршка од Директоратот за земјоделство и рурален развој на Европската Унија да ги зајакнеме капацитетите на платежната агенција и тоа го направивме и тоа го правиме. Распишавме оглас за 28 нови луѓе. Огласот е до утре, ги мотивирам сите професионалци во овој дел навистина да аплицираат, заради тоа што ќе го променуваме и законот за основање на платежната агенција, со кој што сакаме овој сектор да го издвоиме и да дадеме дополнителен мотив со плата и со поддршка, се со цел заради тоа што од самиот овој сектор ИПАРД во платежната агенција зависи искористеноста на ИПАРД фондовите. Ако во претходната програма 2007-2013 имавме 12 огласи на кои што имаше побарување за 60 милиони евра на проекти, а искористеност од 4 милиони евра, оваа година во еден оглас имаме побарување за 55 милиони евра од страна на 1600 апликации. Но бројот на апликации говори дека тоа треба некој да го работи. Платежната агенција подржи на некој начин. Така, и затоа го зајакнуваме капацитетот. Јас се надевам дека во март веќе ќе ги контрактираме, ќе потпишеме договори за мерката од преработувачки капацитети,
поддршка на земјоделски стопанства и дека ќе распишеме нов оглас на ИПАРД во април, кој што ќе се однесува на поддршка на нови преработувачки капацитети преку ИПАРД фондовите. Убеден сум дека и со воведувањето на нови мерки, тоа го правиме во овие неколку месеци. Оваа година ќе акредитираме нова мерка, тоа е Лидер, ќе акредитираме мерката за советодавна служба и најавувам дека една од клучните реформи оваа година ќе биде новиот закон за советодавни служби, од кој што ќе овозможи приватни советодавни служби да дават поддршка, информација и едукација на земјоделците како да ги користат овие средства и како да се насочат во земјоделското производство, а при тоа ќе влечат пари од европските фондови, односно од овие мерки, но ќе ја заокружиме и акредитацијата во 2019 на мерката Рурална инфраструктура, која што корисник е се општините и кој што ќе значат 10 милиони евра повеќе пари кои што ќе ги користат општините во делот на земјоделството и на руралниот развој. Ја упростуваме и самата административна постапка, односно правиме анализа на сите непотребни процедури кои што се ставени во овој дел, пред да го распишеме наредниот оглас за ИПАРД. Се на се, ја пратам пораката дека цврсто сум убеден и дека давам силна поддршка и силен акцент на овој дел од развојните програми и мерки. И сум убеден дека 2018 година ќе биде година во која што ќе имаме многу поголема искористеност на ИПАРД средствата и затоа тоа е потек на земјоделците да аплицираат и да бараат средства, но ние размислуваме исто така и за формирање на гарантен фонд кој што ќе дава поддршка за предфинансирање на поддршката на земјоделците. Заради тоа што знаеме дека е тешко на вистина за земјоделците да инвестираат 100% за да чекат после да им бидат вратени парите. Затоа тука ќе биде државата преку овој гарантен фонд да даде соодветна поддршка. Убеден сум дека ќе имаме значителни и одлични резултати во делот на ИПАРД програмите и на средствата кои што на Македонија стојат на располагање во делот на земјоделството. Министре, агрокомплексот е широка тема, но времето нас веќе не гази. Аз ви благодарам што бевте дел од емисијата во очи. Останатите теми кои што планиравме во делот на наводнувањето, стратегиите, шумарството, ќе ги оставиме за некоја следна прилика. Ви благодарам уште еднаш што бевте гостин во емисијата Визави на програмата на Канал Вис. Благодарам и на вас. Во секоја прилика тука сме за да земјоделците, граѓаните бидат информирани за сите состојби и политики. Така. Вам почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмата на Канал Вис.